Почитувани, пратениците од ВМРО ДПМН продолжуваат со неодговорно и деструктивно действување на штета на граѓаните и на државата. Свесно и намерно, пратениците на ВМРО ДПМН со месеци кочат важни законски решенија. Поради нивната деструктивност и неодговорност, закочена е постапката за изградба на нов клинички центар во Скопје, еден од најважните капитални проекти за македонското здравство. ВМРО ДПМН го кочи законот со кој ќе се унапреди енергетската ефикасност, со кој детски градинки, училишта и болници треба да добијат енергетски ефикасни фасади и нови еколошки системи за грејење. Како што претходно беа против зголемувањето на минималната плата, како што се противеа на растот на пензиите, денес пратениците на ВМРО ДПМН се против тоа парите да завршуваат кај граѓаните и во македонската економија. Како никаде во светот, опозицијската партија се противи на законско решение со кој главниот град добива нов, ефикасен и еколошки јавен транспорт. ВМРО ДПМН е против унапредување и на земјоделството и на изградбата на 3 големи откупни центри. Овие блокади се доказ за тоа дека докаде оди нивната деструктивност и од страна на нивните пратеници. Граѓаните, нашата јавност го гледаат таквиот антинароден и антидржавен однос на опозицијската партија и затоа им следи нов изборен пораз веќе на локалните избори. Тоа очигледно го знаат и во Белиот дворец, па затоа уште сега бараат алиби. Наместо блокаде и деструкции, пратениците на ВМРО ДПМН имаат шанса да застанат зад сите граѓани и нивните интереси. Со или без ВМРО ДПМН, реформите во интерес на граѓаните и државата продолжуваат. Како парламентарно мнозинство ќе најдеме начин да се реализираат сите овие предвидени мерки и политики се во интерес на сите граѓани. Ви благодарам. Дали имате некој прашање? Повелете. И најавува дека секој еден закон ќе го блокира поради блокада на законот за државјанство. Имате ли идеја како да се деблокира собранието? Сме го благодарам на прашањето. Многу пати сме кажувале, често Алијансата действува заедно со ВМРО ДПМН во заеднички настапи и многу пати сме го кажале дека овие работи, ако се противат на овие законски решенија кои што сега ги наведов, исто се однесува и кон вашето почитувано прашање, односно во однос на Алијансата на албанците. Што се однесува како и на кој начин, тоа сме го покажале во минатото. Парламентарното мнозинство е стабилно, тоа брои во моментот 6-2 пратеники и тоа во многу брз временски период сите овие законски решенија, дали Алијансата за албанците ќе гласа за или не, на крајот на кришата, по моје мислење дека треба да гласаат за, бидејќи ова не се работи проекти на Социјалдемократскиот сојуз, туку се за добробит на сите граѓани во Република Северна Македонија.